Денеска е 25 февруар, работниците на Јоки Дел се моментално во нашиот стан, се мести топлинската пумпа, која што ќе биде готова, мислам дека за рокот 48 часа, целата механизација. Значи, ние одлучивме, како што ви кажа во првото видео, да соработуваме заедно со Јоки Дел, односно да ставиме во нашиот дом подно ладење и греење. Мислам дека кога ќе се вселиме, ќе ви доловиме малку повеќе за бенефитите кои што ги имате со ваква механизација, а во продолжение на видео ќе видите како се работи ова, кој е процесот од прилика. Во исто време, работниците од самата зграда моментално стават кошулица на терасата и целиот процес е во тек. Еве додека работниците го местат целиот систем, јас чисто да ви прочитам неколку точки кои што се објаснувања за бенефициите кои што ги имате доколку се одлучите за ставање на подно ладење и греење, вика енергетска ефикасност и заштеда на трошоци. Заштеда на трошоци се мисли на електрична енергија, односно сметките ќе ви бидат помали. Еколошка одржливост. Современите системи за греење и ладење користат еколошко прифатливи технологии кои значително ја намалуваат емисијата на јаглероден диоксид. Топлинските пумпи, на пример, ја користат топлината од воздухот, водата или земјата, што го минимизира користењето на фосилни горива и придонесува за поздрава животна средина. Трето, подобрена удобност и контрола. Четврто, долготрајност и ниски трошоци за одржување. Топлинските пумпи имаат подолг животен век во споредба со традиционалните решенија, а редовното сервисирање е едноставно и не бара големи инвестиции. Пето, флексибилност и адаптивност. Топлинските пумпи може да се користат и за ладење и за греење, што ги прави идеални за сите сезони. Ние топлинската пумпа ќе ја поставиме на терасата. Се прави една мала собичка околу 1,50 м на 2,20 м. Дојде денот? Дојде денот. А? Да. Си го видиме станот конечно? Едва чекам. И вие, а и ние ќе го видиме денеска за прв пат станот. Одиме кај Лука во 10-10 архитектонско студио. Чекајте да објасним ти, што гледаме денес? Денес ќе видиме рендери направени 3D, како ќе изгледа. Значи, по тоа што ќе го видиме денеска, фактички сликите. Да, ќе бидат многу Потоа, реални. You Miss Luxury Dream Living. Тие слики ќе се водат за да го изработат мебелот. Мебелот, значи, кујната и... Кујна, гарнитури, маси, столици, се. Се што денеска ќе видат, ќе видиме и ние за прв пат. Јас едве чекам искрено да видам. И најинтересно е што ние на Лука само му дадовме некои примери како сакаме да изгледа. Значи, ние не знаеме дали е добро, не знаеме како изгледа и ако треба да се поправа, ќе закастиме со вселувањето. Мислам дека и во самото видео, претходно видовте дека многу брзо работи инвеститоров. Значи, ова е поштен инвеститор. Овој инвеститор не е како другите инвеститори. Овој инвеститор гради со пари. Значи, не е со кредити. Така што многу сме блиску до вселување. Како што ни кажуваат, мислиме дека ќе биде некаде крајот на јули. Еве да оставиме август. Или може и септември. Не бе, може јуни. Абе, нема проблем и септември, да што? Нема проблем. Што е до мене? 1 септември нема проблем. Ако е 2 септември, како што го пофалив се инвеститорот, така ќе го плукаме. Ти што ќе изјавиш на оваа тема? Јас само едва чекам да се пресел. Зашто? Така. И сега едва чекам да го видам како Лука го направил станот. Да, ништо да не долго влекуваме, како што би се кажало на јутуберски начин.
И дечки, одиме сега да го видиме станот. Благо ме кај Лука, ајде. Поштовање Лука, добро те најдовме. Добро ни дојдовте. Се гледаме после Повтор пат. не знам колку недели помина. Конечно си го видиме станот, а? Возбудени ли сте? И јас многу. Што очекувате, кажете? Да ти кажам искрено, не знам што да очекувам. Ти пративме некои примери, нели? Марта, ти што очекуваш? Ја мислам дека ќе биде добро. 100% Само добро? Чекај малце Не, сега, ако мислам има дека ќе биде супер по работата на Лука што имам гледано како. Па види, со оглед на тоа дека предходно пред да почнеме да работиме си дефиниравме многу работи, Да. вие не насочивте каде треба да одиме, што треба да правиме, така да мислам дека ова ќе многу биде битна работа. Ќе биде ли многу скапо? не. Не. Јеси ли то ти? Нема многу да биде. Нема да биде многу скап. Нема бе многу скапо. Тоа е исто како на завар кој идеш кога ти викаат нема да боли. Баши! Ајде. Ајде вака, значи гледаме топ вју на целиот стан, топ вју кој што е основа, меѓутоа не е 2D цртеж, ова е 3D. 3D визуализација, каде што лево од влезот имаме плакар, тоест елемент за складирање, дали ќе биде плакар, дали ќе биде некоја остава во вид на плакар, тоа ќе додефинираме понатака. А после тоа, пошто еден дел сигурно ќе биде складирање на кондури кои што се користат константно, после тоа имаме као една табуретка, да речеме дизајнирана од наша страна, со тапацир со слична боја, боите ќе ги видите, дизајнот ќе ги видите понатака, за брзо облакање, позади има огледало, да кога ќе се облечете, се погледнете огледало, излезете надвор. Марта задоволна? Да, конечно ќе има кај да ти ги ставам сите патики. Океј. Сигурно се. Понатака се рачва патот. Имаме правец на кај дневна којна трпезарија и ова е правец на кај собите. Аха, оваа боја уствари продолжува на кај тој ходник. Така е, А фактички... чека, ова е од горе, гледаме се? Одгоре гледаме се. Фактички зидот кој што оди у Г, да речеме, е третиран као еден дизајн, остаток е третиран као друг дизајн. Ова е посебен као ќош. За тоа се уствари ги нарекуваме визури. Кога би стоеле на пример у овој дел од ходникот, гледате црвена боја, тоест бургунди ред. Кога стоите од карши, гледате бела боја. Да. Третирана со лајсни полиуретански или гипсени, ќе видиме понатаму. Имаме премин од ходник кон дневна којна трпезарија со, ќе го видите понатака мермерот. Мермер стави? Да. Не е многу скапо. Не, платирегов не е многу скап. Кој што оди не само на под, него и на зидовите и на плафон. И на зидовите и на плафон. Да. Ќе го што гледам има- и кога спијам. Да, ќе имате као еден пасаж кој што преминува од ходник во дневна којна е трпезарија. Се повторува тој мермерот на неколку места. Дневна којна трпезарија, ја гледате овој дел, ќе ја зумирам. TV wall, да речеме TV сет со мало каминче, скромно такво. Дивна облога. Зидна облога позади, да, ова е телевизорот, гарнитура, фотелја од Јумис Лакшери, столиците со Јумис Лакшери, Чека, трпезаријската маса ова од е Јумис Бора, Лакшери. Бора, она? Бора е, да. Бора, меѓутоа е еден модифициран модел од наша страна кој што Слово у средина као островче. Да. Седиш, Најубавата десна рака, гарнитура пиеш е. кафе, си ставаш. Кој ти кажа таа гарнитура да одбереш? Ти? Трпезариска, тоест клуб масичка, која што ние ја дизајниравме, минималистичка е, не е нешто вау, бидејќи тука што и да ставиме ќе ни одзема внимание у однос на овој поглед или поглед кон телевизорот или било кој друг дел од станот, ќе видите пошто има доста детали, има визури, да убрзам. Тука е купатило. Да, бајда Да со речеме сликите кои ќе ги гостинското, покажуваш така е. сите, малце подетално. Од спална кон дневна, пошто спалната е уствари со дневна поделена со зид, тука имаме врата, ја камуфлираме таа врата, правиме врата без перва скриена, обложена од оваа страна со огледало и се гледа само квака. Мислам дека ќе успееме да направиме ни квака да ја нема, меѓутоа понатака кога ќе влезете у спална, гардеробер е целводимено огледало. Дали ова значи дека Мерцедесот ќе треба да си го продам? Не.
И станот под хипотека да го ставиш. Малце дигресија, знаеш, на моментот кога така брачен пар на гледање на стан, жената се воодушевува, мажот додека ти раскажуваш смисла колку пари кошта. Да, тоа е секогаш така. 5000, 10.000. За секој мој мермер, на Супер. секој мој стакло, аха, плюс 10. Така. Аха, плюс 20. Не, види, поентата на станот и на амбиентот што го правиме е да изгледа луксузно, а да не кошта многу. Кажем го на Јумиси на дрибливик, да. Не, стварно, значи Се мај продуш. интериерот изгледа екстра луксузно, меѓутоа со комбинација на различни материјали, дали ќе биде медиапан, дали ќе биде иверка, тука варира цената. Изгледот ќе го добиеш тој. А понатака, овој дел нема уште да им го раскажуваме. Ова е понатака ќе видат, тајна. Офис твој, кој што е у еден по-таков маркантен амбиент, нема многу работи во самата просторија, затоа што не е доволно голема, не е ни мала, за да не ја пригушиме, за да не ти биде Да, онака. не рековме минималистички да Така е. направиме. Купатилата ќе ги видите понатака, така да можеме да почнеме од влезниот ходник. Како што реков, лево и десно Вау. при влезот имаме бургунди ред црвена боја, која што ќе биде латекс. Латекс значи дека не е класична боја за ѕидовите, туку е боја за ձидовите која што може да се брише со мокра крпа, се чисти, а и е полусјајна. Значи не е сјајна, не е обична матирана, туку има мал процент на сјај и го прави ѕидот со селајсните. Изгледа вау. Како што реков, лево од влезниот дел имаме 4 крила плакари кои што се отвараат со медиапански лајсни кои што се издезен како ѕидовите. Понатака една клупа за седење, повели Марта. Плакарите како се отвараат? Има неколку варијанти, тоа мора да го дефинираме на лице место, само што или на тач, или рачка, или скриена рачка, или гола профил, ќе видиме понатака. Тоа го оставивме за да дефинираме со вас, пошто има луѓе што сакаат рачки, има луѓе што не ќе. Океј. Огледало ќе ставиме кај оде? Огледалото е ова, иако не ти се гледа. Кај му огледало? Тука е, да. Еве е лајсничката, еве го огледалото. Ау, да. Камуфлирано. Не може он да биде? Може да се додаде тука уште едно огледало. Може да се додаде големо огледало у ширина сака огромно на огледало. ходникот, која се искача од дневна на кај влезот, у чело да има едно големо и широко Ајде, огледало. тоа ќе го одлучиме. Освари од тука нава како изгледаш? Да, тоа е уствари овој ѕид, да. просто е ходник. Кај ќе се вратам во основа, фактички кога одиш од тука у чело да имаме големо огледало. Да, И ми запишува. Добро, се оди десно, на овој зид додаваме едно ѕидче за да направиме као врамување у овој дел. Имаме една конзола од златно фарбан метал со истиот мермер кој што го повторуваме неколку пати во станот. Црвена боја со лајсни, едно кружно огледало и две ѕидни светилки кои што светат горе-доле. Ѕид од каршин ништо, бел ѕид со лајсни. Врата на кај влезот, која што ќе видите понатака е камуфлирана, исто е без перваз, меѓутоа врз вратата се ставени истите лајсни кои што продолжуваат и фактички ни тама не постои врата. Пасажот кој што ви го кажав премин од ходник кон дневна соба. А тоа место огледало може да има нека Слика или нешто зависи, декоративно. тоа е декоративно, тоа се менја, се Да. купува и се става. Значи, опција е сега огледало, по 6 месеци ако ви се досади може да ставите слика, може ќе Јасно. добиете слика од некого па ќе ја сместите тамо. И овакво лесно е минливо, може да се Тоа е во секој дизајн момент, веќе да. кој што Плафонот тука е решен, една третина спуштен за да добиеме една магнетна шина. Тоа се слим магнетни шини вградени во плафони со скриено светло по дужина која што полукружно се врти и оди на кај собите. Влезот во дневна кујна и трпезарија, еве го уште еден поглед на кај тој ѕид што е кај конзолата. многу е добро. Паркет е шеврон, тоа е исто многу битно. Знаете што е реден шеврон, не е рибина кост, него е шеврон една во друга даска. Бојата е натур, само што ќе ја излакираме со мат лак. Значи нема сјај, ама може и полумат да ставиме, али е натур, природна боја на дрво е, не е премачкувана, не е бајцувана, да.
Влезот, тоест ходник на кај спалната и на кај купатилото со 3 модели дизајнерски на светло, кои што светат горе и доле и прават неверојатен амбиент на вечер. Преминуваме во дневна. Ја. Гледам многу убаво. Многу добро. Ќе почнеме од плафонот. Бидејќи таму немаме баш голема висина за спуштени плафони, одлучуваме да го третираме плафонот периферно. Каде што 50 каде што 50 на сантими од гредата го испакнуваме спуштениот плафон. Во тој спуштениот плафон од 50 сантими кој што е спуштен 10 од плафонот надоле, вградуваме лајсни кои што идат околу наоколу целата просторија и еден лустар над дневната соба кој што ќе го видите понатака со кожни ремчиња и со светло, многу добро изгледа. Трпезариската маса дрводезен, ние ја, да речам, дизајниравме, модифициравме малце. Ќе треба да се прави по мерка, не е класична маса што може да се купи. Столиците ги знаете. Да, ќе идеме најверојатно после оваква до Јумис, ќе ги видите сите модели во живо, ќе ги пробате. Генерално, клиентите наши никогаш не зимаат нешто ништо не купуваат пред да го пробаат. Тоа е нашата пракса. Сум некаде баш тие столици ги имаме моментално во студио за подкастот. Сака? Представам дека друга знаете, боја. да, светло дрво кој што ги одговара секаде и штоф кој што го бираме таму на лице место. Два лустери над трпезариската маса и уште еден поглед, значи TV сет. Имаме позади, и со курсори со молив ќе покажам. Имаме позади целиот зид обложен со иверка или фурниран медиапан. Изгледот, повторувам, пак ќе добиеме ист со тоа што ако идеме со иверка, ќе мора врз иверката да се додаваат рамките. А ако идеме со медиапанот се жлеба и се прават рамките. Тоа е разликата и во цена. Да, тоа е разликата во цена од медиапан до иверка, тоест од иверка до медиапан. Целиот еден дел кој што е третиран као нешто бетон камен, тоа е иверка, можам и да ви ја покажам. Натурбетон. Па као натурбетони, ама е рамен материјал, не е рапав, бидејќи е иверка, која што ќе служи за да позади телевизорот сите кабли не се гледаат, све да се стои позади. Комода ист дизајн доле, со тоа што на крај тука ставаме една као кутија мермерна врз која што ќе стои биоетанолски камен. Десно, не знам дали може да приметите тоа тука, огледало, тоа е уствари таа врата која што ќе оди на крај. Што ќе изјавите за телевизија Лазаров? Преубаве, чекам. Да. Леле Каминов. Еве го мермерчето, еве конзолата и еве вратата. Кај ќе играм PlayStation? Кај ќе го сокриеме PlayStation? PlayStation-от е најбитна работа. Нека купиш нека минималистички од убавите. Минималистички PlayStation. Од убавите. И ова е нешто ново што ќе го научиме со Марта. Секојте нови работи, драги гледачи, учиме. Вратата, како што ви кажав, е камуфлирана. Логично, секоја врата треба да има некоја спојка, некоја рамка. За таа рамка, да ние ја анулираме на целиот овој простор, додаваме линии како фуги кои што ствари се многу слични како тоа околу врата што е како рамка. Ова ќе биде ствари залепено за вратата, зидот. Да, и цело ќе биде рамно. Понатака, еве клубна сичката, значи дрво дезен, подигната е на цокле од 5 сантими и од згора само една мермерна плоча и една фотелја, помошна. А што мислиш ако масичка, ама не остави? Би било одгоре со црно стакло. Пробавме, не иде? Ама не иде. Не ми се свига. Јас единствено што размислив дека може да се направи, не знам дали имате потреба, може во овој дел тука да се направи правоаголно, да го наречам као корито, вдлабнато надоле, направено од истиот мермер, кое што понатака може, само тоа малку ќе биде комплицирано за чистење понатака, да се напуни со мраз и може да се стави флаша тука и да стои. Дали имате потреба? Луѓе живееме во 50 квадрати стан и ми покажувате нешто што е 10 пати поголемо и сега дојдовме до мразот на, како се вика, масава.
Клуб масичка. Клуб масичка Па добро, тоа што сум разум, ќе оставиме ова тука у гарнитура. Постоело и такво нешто, значи да си ставиме мраз, плашата да се Лади, да. супер е, да, ми се свиѓа. Океј. Трпезариска маса. Десно имаме као една библиотека која што ќе стои служи за книги и за декорации, скулптури, сигурно ќе имате понатака. Не знам дали имате приметено, немаме завеси. Да, Немаме завеси, имаме Викам завеси. дрвени венецијанери. Топ. Да. Кои Едино што многу- црни ми се свијат поише, моментално таму се бели, малку тако закаснивме, ама Нема гајле, Ќе го- тогаш ќе го- може црните да ги направиме уствари дрво дезен кој што дрво дезен ќе биде најслично со ова. да. Или бели, не. Не може Бели бели, не се нема да обзема. е туба. Бело као медијапан нема да изгледа убаво на тие прозори. Поентата е да светлината што ќе удира во прозорите се овакво, нели, намали, а со бели овакви венецијани ништо не прави. Добро, оставам на вас. Не се- Постои варијанта да се направат и бели, ама лево кај островчето имаме една винарија За коктели прајање. за коктели Знаеш на кој прајање, ќе му за се свиѓа ова највише? На мандар. нема да се мрдне на таму. Благи таму, танк. Еве ако има. Може. Значи Може. десно е винаријата, тука имаме ступче, Колку и видеа ова ќе е се прават маскирано, тука имаме еден отворен елемент со леди со стаклени полици. Кујната е дрво дезен со скриени рачки, не постојат рачки, него се со гола профили каде што се одплотна, одбиени 2 сантими доле и се стават прсти се влече. Фурна и микро или фурна и кафемат, зависи од тоа што сакате, у висок блок. Горните елементи од кујната се димено огледало. Плотната истиот мермер како и островот и како секаде друго, со челото овакво од мермер. И тоа е тоа во суштина за кујната. Све подетално кога ќе почнеме да работиме, кога ќе ги цртаме техничките цртежи за организација, за плакари и кујна све внатре, ќе седнеме со вас уште еднаш, да се додефинираат тие работи пред да се нарача овакво мебелот во Јумиси во Dreamlink. Добро. Лустерите, дизајнерски парчиња, идеме да ги видиме уживо. Да. Тебе? Премин од Да не е малку низок само. Не. Тие се на сајли, добро Може да се прашање, качи. добро прашање. Тие се на сајли и се Малку да ги дигнеме. Да, може да се манипулира со висината, може погоре, подоле како сакаме. Можете и вие понатака со еден клик се пушта сајла, со еден клик се враќа сајла, се влече нагоре. Премин од постичкиот плафон до спуштениот плафон е медијапанска, полиуретанска лајсна, декоративна, за да не биде класика зид плафон еден ќош. Со тоа што тоа кога ќе се изглетува и кога ќе се искречи, тоа све ќе биде едно, нема да се познава разликата. Еве уште еден поглед кон кујната. Над кујна имаме една магнетна шина од 3 метри, која што нема испакнато светло. Вамо значи скроз се спушта плафонот Скроз се после спушта, гредата. Да, скроз се спушта, зашто нема поента да се качуваме Да, пресети овакво да има. горе, да. И плюс нема горните елементи, може да се отворат. Да. Ќе удрат у гредот. Од под до горните елементи од кујна ќе имаме уште еден лед за да ти осветлува оваква работна површина. Мијалникот во кујната е направен од истиот мермер, за да уствари од плотна Мермер, преминува. брат. Да, многу е Многу од што го мермер. кажувам, ама не е толку многу. Поише доминира Чекај, медијапан. дур пишаш ти, јас запишам на мермер колку пари е. Не е класичен мермер, као природен мермер, Не е затоа што класичниот. ова е ова е како да го наречам тоа, керамика, не е керамика, гранитна плочка е уствари. Со повеќе брендови има кои што го евра метра квадрат. 70 мермерот, ама ова не е мермер, повторувам. Има некој 5, значи само 500 евра ќе биде ова горе така. Ова е 140 евра метар квадратен, не е како природен мермер. Значи кујнава ќе биде на 10.000 евра само мермерот. Не. Меѓутоа, од причина што ова е нови кујна, спонзори за новата сезона на Лазаров подкаст, како што има сега 5-6 таму реклами, следната сезона може да имате Тоа е. 3. за да се исплати старот.
Идеме, може. Не е природен материјал затоа што при работа чаша вино ќе се остави, ќе остане флек. Све што е природен материјал се оштетува. Ова не се оштетува. Многу лесно се одржува, многу лесно се гледав чисти. баш едно видео такво. Супер, ми се свиѓа одлично. Ова е со стакло овде? Или не? Не е со Отворено стакло, е, стаклени со се лед полиците. Аха. А е отворено, со лед светло. Спална соба. Плакарот, Тука може и 200 евра да биде квадрат, нема проблем. Тука пуштаме срце. Потреба е, не е... Потреба не е, така е, не е. Значи... И ова од мермер да не е. Не, ова е огледало. Од огледало. Минималистички гардеробер, walk-in closet е суштина, затворен со огледални крила, кои што имаат парапет доле од некои си 5 сантими. Ќе се потрудиме да кога ќе се стои и се гледа у плакар, не се гледа воопшто тоа доле. Дури мислам дека ќе можеме да му додадеме светло, ама тоа зависи од електричарите. Оди горе до плафон, организацијата внатре ја договараме ние. Во цртежите, што реков. Еве ја спалната соба. Ќе се одзумирам да ја видите малце подобро. Можно да немаме замерка ни една? Немате? Ајде завршиме да испрезентира, па ќе ми кажете. Што ќе имаш замерка, треба да си ненормален да имаш замерка. Сварно е многу добро. Плафонот е третиран исто како дневна, бидејќи немаме висина, а сакаме да задржиме таа висина постоечка, а сакаме и осветлување исто како во дневна, ставаме периферно. Спуштен плафон со магнетно осветлување и со премин поливретанска или гипсана лајсна под, тоест плафон со спуштениот плафон. Позади кревет имаме мермер со 2 огледала и едно поле кое што може, а и не мора да се дополни со слика. Може да го оставиме вака минималистички. Не мора. Да, не Со тоа што десно од зидот оставивме опционално слика, дали ќе биде закачена, дали ќе биде на подот, тоа оставам на вас. 2 наткасни лево и десно, подигнати на една платформа со 2 фиоки, ќе додадеме таму и штекери лево и десно од креветот, а и контролери за светло пали гаси наизменично да може и од влезот да се пали светло, ама и да може кога ќе легнете да го изгасите поред кревет. Тоа е исто и од дневната, така што Све е наизменично. Господе, фала. Со труд и рад. Карши Ќе си го гасал светло додека си легнал, ме тоа нема цена. со Знаеш колку пати сум се легнал и сум го погледнал таму горе и ме мрзало да станам. и се Марта! заспивало. Остаje ти мермерот. Ајде. Со ова ме освои. Комода под телевизорот, која тука што е цела PlayStation во ќе ме... стане. Тука можеш PlayStation. Да не ти правам и други у дневната. А десно дека он игра PlayStation, ти имаш минкерница, која што е со 2 фиоки и едно огледало, која што паѓа од греда на метална конструкција. Бидејќи лево од телевизорот, а десно од вратата имаме фенкойлер. Од Јоки Доел. Како? Над фенкойлерот имаме на метални ступчиња, да кажам, направени полици. Дали полици за книги, полици за декорација, полици за лични работи. Меѓутоа потребно е тука зашто тој долг зид бара нешто да некако да се истретира, а фенкойлерот ми сметаше да ставиме нешто било што како елемент од горе до доле, така да ова е по нас идеална варијанта. И ова е некој поглед премин од гардероберот кон спална. Тука може да видите. Одлично. свија што таму све со Со тоа што единствено барање за креветот имам да е над 170-180 см. Креветот е 2 на 2. топ. Зашто го застрашиш, господа? Значи има две страни станов. Купатела. Или ќе не уништи, ќе си влеземе у комфорт зона, ништо нема да работиме, или дополнително ќе не мотивира и ќе продолжиме. Или трета варијанта ќе го направите и од толку што ќе имате обврски нема да се приберете дома. А не. Не. Нашите обврски се и домашни, така што Ето. ќе снимаме дома. Ова е Ја тек вецето. тоа Ова е нема купатилото. искачено дома. Ова е купатилото со два лавабоа. Учело е туш кабина. Ќе морам заради купатило да се вратам во основа да ви го дообјаснам. Првичната варијанта на купатило беше малку другачија. Имаме голема туш кабина, која што е широка 1,20 м, долга е 1,40 м, 1,60 м, не сум сигурен. За да добиеме рамка кај просторот кај шолјата, додаваме едно гипсано ѕидче тука, за кое што ќе го прецврстиме влезот во туш кабината, вратата стаклена во туш кабина, со едно фиксно делче. Меѓутоа, додаваме и уште
еден зид тука и еден зид тука, лево и десно од мијалниците, за да направиме врамување. Сега ќе се вратам кај рендерите од купатилото. Еве го. Значи, врамување на големото огледало, што ќе има во себе интегриран LED кој што ќе свети накај лицето. Дајте ти кај ќе се снима Марта. За тоа е планирано. Со тоа што ќе има и одоздола LED да свети накај лавабоата, инсталацијата за чешми за лавабоата нема да биде од самата плотна од елементите, него ќе биде зидна. По мене многу поубаво и полуксузно. Ова као левото ќе биде на Марта, десното мое. Не, десното ќе биде на Марта, бидејќи позади нејзе ќе има уште едно огледало каде што не може да се снима. Ми се свија. Еве го уште еден поглед накај. Многу е добро. Браво. Еве го уште еден поглед. Браво. Значи плотна од терацо плочка Како хотел да ќе живееме. со простор доле, со LED светло Сега каде што сме ќе има. букинг. Сега став? Сега сме као, ја така си го викам станот кај што живееме. Booking. Како букинг стан да сме така за една вечер. Ова ти е Риц. Ова е некој хотел тако. Простор помеѓу горната плотна и долниот елемент за складирање на пешкири кои што се за раце, кои што моментално ќе го искористиш, ќе го Секојдневно. фрлиш за секојдневно за мењање. Долните две фиоки големи за пешкири, за лични работи. Десно, бидејќи имаме едно запче ступче, тенко, со стаклени полици, со LED, Ќе има за најдобро што да декоративни средства за хигиена, средства за чистење, не знам, мирислеви штапчиња и така дале. А вако спалната ќе ми свети огледалото. Да. Не е направено, ама сега ми текна дека побара, да. Казанчето вградно од шолјата се облага со медијапан, се прави една полица, конзола за тоалетна хартија, повторно за мирисливи стапчиња, нешто било што ќе се одлага тука и еден елемент за средства за хигиена кои што никогаш не сакаме да се гледаат, ги складираме горе. Тој простор горе е уствари плакарче за во купатил. Зид и туш кабина. Сега, бидејќи у туш кабина имаме греда, го ја камуфлираме уствари таа каскада, тоа се вика каскада, разлика у висини од плафон до греда, со заоблен плафон кој што паѓа на кај гредата. И фактички кога ќе влезете вие од купатило, вие таа греда воопшто не ја гледате. Тушот е вграден. Тушот е уствари rain shower кој што е од плафон. Лево од рачките за тушот до туш батеријата имаме стаклени полици за Мој мермер да ми кажеш и тука. Но ова е терацо. Добро. Тоа колку е квадрат? Се наоѓа. Се наоѓа. Окей. Позади, тоест карши овакво огледалото и карши мијалниците е зидна облога со големо едно огледало. Тоа дрво е. Медијапан, Медијапан. фурниран, да. Утилити, Утилитито. две машини, Ова за тебе соба е, ти ја не влагам тука. две машини подкачени на платформа со две фиокички доле за кога ќе ја отвориш машината да може ги излечеш ти да си ставиш корпа. Да ги стипла. Корпите се испод, ја зимаш корпата, ја ставаш, ги вадиш лиштата, ја враќаш корпата, ја враќаш фиоката и ја префрлуваш овamo у другата машина за Посебна сушење. соба само за Да. Тука имаме две Сушење, фиоки за пеење. штипки за такви работи. Складирање пешкири, складирање лични работи, од карши исто лево и десно складирање, кој што може убаво да изгледа и се за тоа отворени, а има и работи кои што не ќе да се гледаат и за тоа го направивме овој дел кој што е затворен горе. И една као масичка, не е масичка, уствари е конзола, за диплењалишта, не знам, за дополнително кога нешто треба да се допегла, нешто да се остави и простор доле исто кој што може да се користи за складирање. Тоа е едното купатило, другото купатило Интересни. со еден мијалник, тоест лавабо, голема Во истата. платформа. Истиот мермер кој што е секаде, но тука може да отидеме и со оваа мозаична црна варијанта, може да се смени, ама и не мора. Доле е дрводезен со 3 фиоки, огледало кое што свети лево-десно, од сите 4 страни да речеме. Ке се пркам установ. И карши туш кабина, исто со rain shower. Меѓутоа тука додававме едно гипсче, као на 1,20 м, као полица за шампони и за такви. Длабна тоа е, да, и горниот дел
повторно се испакнува да се добие тука целина. Лево, пошто се тука појавува една мишичка, го искористуваме со простор за складирање. Офисот, канцеларија ки имаш. гледаш маркантен интериер, кој што е малце така пригушен, али олеснет, немаме пренатрупани работи, имаш биро со 2 реда овакво фиоки, простор за 2 монитори, мислам дека беше околу 1,80 м бирото, и над биро полици кои што ќе кажеш тоа сакав. организација, Едноставно. дали ти треба за регистратори, за книги, за документи, за што све ти треба. Само единствено што приметувам, над мониторите ќе ми треба малку поише место. Може да се скрати, Да се може да се скрати. скрати оваа полица за да добиеме плюс веројатно имаш уште камери или Тоа, камерата добро, за да. стримање на тука би била позади мониторите, ќе ми треба место. Добро, ова едно поле или чак и 2 полиња отпаѓа, така да. Така нешто. За да имам простор. Десно имаме облога која што понатака сега ќе видиш се претопува во плакар затворен со 2 крила, значи тука имаме зид и се претопува во плакар затворен со 2 крила за работи кои што не кажете се гледаат и ти требаат. Отворена полица со огледало во позадина со ледови лево десно кои што ќе направат амбиент навечер. Бетон техника, зид со лајсна и слика и најбитно, пошто ти треба акустика, тука имаме греда. Тука имаме разлика у висина. Го спуштаме плафонот со клинео гипс картонски плочи, кои што се акустични плочи направени со оваа цел за студија за снимање музика. Самата плоча го впива звукот. Ти прави некој ефект на глува соба како за снимање музика, меѓутоа не е до толку глува соба, али тебе ти е поубав звукот кога збориш на микрофони на све друго, со тоа што го таблата, самото тоа што го таблата упива звук. Заклучуваш цело време собава. Па види, во ова видео нема да ја видиме терасата и ние се уште нема видено терасата, така што кога ќе ја видам терасата, тоа ќе те одлучам дали ќе бидам заклучен само во соба. Кога ќе ја види Или ќе ми се терасата, нема придружиш може на да се... тераса? Кога ќе види терасата, нема може да се одлучи кај ќе Не, јас мислам дека веќе сум убеден дека за ваков стан да има поента, треба да има деца. Ќе има бе. Ќе треба да има многу таа? деца. Ќе треба да има многу деца. Многу, 3. И едно 3. маче. 3 деца па маче. Не маче прво. Ти си ненормално. Ама тоа се вика трајал верзија. Пробен период маче, па Да, да. Ти тешија за мачења, ти да си купиш мачења. Сега има уште еден момент каде што Стефан веројатно ќе го снема. Тоа е Тачно. оваа просторија. По негово барање, Ја. он рече дека ќе ми објасни зашто. Ама едната од просториите во станот е покер соба. Голема желба, покер соба за 6 души. Сега тука имаше борба наша, дај да ставиме огледало, дај да не ставиме, и колешката ми вика, ама они ќе играат покер, ако ставиме огледало било каде ќе си гледаат карти. Good point. Тоа е тоа. Тоа е Така да, тоа. собата без огледала, без слики, без стакло, каде што ќе има било каква рефлексија. Види, Лево имаме еден минибар за пијачки, за чаши, за вина, за виски, за било што, таму е поентата. Да ве прашам дали ќе одговорите во исто време. На кого оваа соба ќе му се свига највише? Мандар. Не, види, во самиот стан, нели едната соба детска би била оваа, другата детска соба е другата. Таа соба ја оставаме празна. Собата детска ја оставевме сега за сега Па двете би празна. биле детски, мислам, дај Боже Господ што ќе ни даде. Со тоа што дискутиравме понатака, 2-3 деца, опцијата е да помеѓу оваа соба и детската соба понатака се сруши зид кој што не е голем и тие две соби да се спојат во една голема, па потреба да се делат со некои дивајдери за да се поделат децата, а може да останат и као две спални Зависи, деца. тоа е нешто што човек не може да го планира и Така, затоа и го затоа и не го направивме. Затоа и оваа соба ја направивме сега, мислам ја да објаснам. Место да стои празна, сакам да направиме нешто кое што ќе биде као соба за забава и За дружба, социјализација. Социјализација. Во принцип петок вечер, мушка работа, седни, зезе се, Интернет. дружи се. Имаш пријатели место да одиш у кафана, да трошиш пари. Еве ти. Тума си. Дома ќе си Мене. седиш, така да ја мислам дека од вселувањето на станов нема да излеземе од домот. Многу убаво, многу убаво. Зидовите се Ова црни. Who Dares Wins не ми е нешто
преку потребно Ова го искрено. оставивме тука како опција, не мора да стои. Тука ги си Јас ти пуштиме еден кажав- кабел и ова е опционално, значи може да пишуваш што сакаш друго. Може и не мора, како и да е, тука може да се стави 2-3 ламби од страните. Или евентуално. може една голема слика. Уште една. Ти кажав дека не сакам нешто кузне колку да се инвестира во самата соба, затоа што не е направена за да биде за цел живот. Така што во првиот момент кога ќе имаме потреба да ја Значи овој лустер го променим. тргам, окей. Ајде, да, на некој друго место да остане. Многу е убаво. Лустерот? Од мермере? Е од мермер, али Али 3000 евра. не толку. Ајде ќе видиме, тоа може да се подразмисли како измена, може да се стават два вакви на трпезариската маса. Меѓутоа самиот дизајн на лустерот ми влече поише за овој амбиент, не за оној А на таму. трпезариска? Како го кажете? Може ли да тоа да го одлучиме Кичен Ајлендот кога кажа. Не. дополнително да го одлучиме? Може. Фала. Еве ги уште некои детали од кујната, еве ги лустерите кои што одговараат многу амбиент, Така со е. светло дрво, Да, со ствари. беж. Вие се подобри. Сега, вратите накај купатилата, кои што се камуфлирани, еве го рендерот, значи имаме лајсни, врата и само ќе се познава оваа линија, фактички се невидливи. Е тоа така? Кратко да. Прашање? Јас немам прашање искрено. Едве чекам да одиме и до Јумис, да одиме и до Dream Living, да видиме да направиме сега план што и како е. Денеска ќе одиме прво до Јумис Luxury, каде што ќе го видиме и мебелот. Многу е битно да пред било што одлучиме, сега ги гледате во визуализација, не се реални работите. Да се види, да се седне, да се проба и за на крај да одлучиме, може гарнитурата од некоја се причина нема да ви се свиѓа. Битно е гарнитурата за следните 15-20 години да биде таа. Не мора 15-20, ама е барем 5. Јас немам замерки. Ни јас. Мене многу ми Единствено се. да има уште едно огромно огледало hodникот. Види, ај тие работи ќе си ги договориме ние интерно нешто Да, плюс минус, да. за да не трае видео од 200 години. Вие ќе го добиете фајлот, ќе го погледнете уште еднаш, Да, ќе си го разгледаме ќе си го разгледате дома, ќе го подразмислите и ќе ни кажете понатака Што дали е, има нешто. што е сега фазата? Следна, кратко објасни ми, што правиме сега во Јумис? Во Јумис го гледаме мебелот и на нив им го презентираме истото, бидејќи они изработуваат мебел по мерка и они ќе прават дел од станот, дел од столаријата, така да и нив ќе ги запознаеме сега со проектот, меѓутоа они ќе треба да почекаат за да по ваше усвојување на проектот и одобрување дека е тоа што го сакате, ние треба некој период од можеби недела дена да ги цртаме техничките цртежи и за градежни фази, електрика, спуштени плафони, лајсни и така дале. Така, исто така и мебел по мерка, кој што треба да оди во Јумис и во Dream Living, да им се испрезентира уште еднаш, да им се објасни за они понатака да ги разцртаат нашите цртежи за кроење за... Епа, ајде да одиме на кај Јумис, да го фатиме денот, кој што би се рекло. А во следното видео ќе одиме кај Dream Living, претпоставам дека таму веќе одиме со спремни. Нашиот план е за следното видео да одиме во Dream Living и во Јумис уште еднаш, меѓутоа и да ви испрезентираме терасата. Е, тоа е моментот што јас го чекам највише. Каде Стефан Лазаров и Марта Лазарова ќе се сунчаат? Брат мој. Лука, алал да ви е и на вас девојки. Мене многу ми се свија, еве вие пишете. Најстресен момент е ова на крај што ќе Многу, кажат. немам збор. Мислам во животот кога Буите се побудени. мислам дека би било дебилно да навлагаме у детали некој вакво. Не е така, бидејќи тие деталите уствари го чинат. Кој детали, Лука, види го Станов, детали. Топ се сите детали. Сите детали се добри. Сите све е супер. Одиме на кај Јумис, вие пишете коментар што мислите до сега за целиот стан и да видиме како ќе споменеме сега таму. Стефан,
Но почна ми се врти. Се врти? Да, Од што ти се врти? ме врти. Од многу одлуки вака што треба ги донесеш, која гарнитура да ја земеме. Гледате се, најинтересна работа што е. Јас цело време, додека го подготвуваме проектот, мислам дека збориме за гарнитурата Бали, а ние се збореле за Бора Бора. Е сега, на изглед, лично мене, гарнитурата Бали ми се свиѓа поише од Бора Бора. И сега е вистинскиот момент да видиме која е поудобна, Ајде. барем за нас. Мене ова ми личи помека. А ти се намести. Чекај, ова е гарнитурата Ова е која што Бора-Бора. Што е во станот ставена. која што е ставена во Да, самиот проект. да. Ова е. Веќе се замислам, таму е телевизорот, ти седиме, Што го гледаш Барса? Барса освојува Лига на шампиони. Ајде да ја видиме Бали, Ајде. може? Може да. Пишете ви у коментар дали ви се свиѓа поише гарнитурата Бали или Бора Бора. Еве во овој момент ќе ви пуштиме како изгледаат. Ова е убава. Абе нема збор. Ама- Види, ова е пониска од таа. Дај Ова е поубаво. Мислам на лик. Не, да, на ама изглед. поудобна е таа. Баш кашо Добро, не се ова пократки. и се седи малце пониско, као у Јапонија. Со суши, цуц-муц. Добре е. Ај сега. Што мислите вие? Ево ти која бира школа Мерцедес и сари какви глупости зборам само Мерцедес. Мислам да е многу. Знаеш дека сепак сум за таа. Поудобна е за секојдневна употреба. Да. И на оваа не е толку удобно да лежиш, пошто е вдлабната. Петар, ти што ќе кажеш? Таа таму. Таа таму. Плата 10% помалце за тој муабет. Ова? Одлично, 10% повеќе. Тебе оваа ти одговара? Абе, у моментов ако бирам ова, искрено. Ама на долгорочната. На долгорочната. Така што драги гледачи, даваме рука за Бора Бора. Бора-бора. Бора Бора. Веќе видовте, ние се наоѓаме во Јумис Лакшери, тука во нивниот салон во општина Аеродром. Тука сме со Лана и со Леа. Здраво. За прв пат на моја видео, многу ми е кеф. Заедно со нив две и со Лука сега ќе ви испрезентирам, односно вие сте попаметни на оваа тема, јас ќе вие ќе зборите. Тоа што го збориме цело време, нели почетокот на процес на работата како е, што рековме дека ќе правиме мудборд, да сега направивме реален мудборд со конкретни материјали. Со штофови, со ламинам, со иверка, со стакло, со огледало, со фарбан фурниран бајцуван медијапан. Да почнеме од гарнитурата која што тука имаме моделот, меѓутоа штофот не е тој. У суштина имаме 4-5, у суштина они имаат и многу повеќе, ама ние сузивме избор на овакво 4 материјали да ви ги презентираме, со кои што вие на крај ќе одлучите дека кој ќе одбереме. Во врска со кујната, Марта више се одлучи дека таа иверка ќе биде, дека нема да идеме со фурниран медијапан, него ќе идеме со иверка. Таа нијанса е оваа. Тоа е нијанса на Егер. Мислам дека беше Егер. Не, ова е на Фундермакс, право Марта. Целосно кујната од иверка ќе се изработи? Целосно кујната ќе се изработи од иверка, со тоа што ако успееме да најдеме и фурниран медијапан со истата нијанса би било уште боле, затоа што ќе ги добиеме многу полесно тие рамките од сите 4 страни. Е сега за горните елементи идеме со димено огледало. Сиво димено огледало. За жал овој ламинан тука го немаме како модел, меѓутоа за да ви го испрезентираме што е ламинан, тоа е овој материјал, 12 мм гранитен овој материјал кој што е отпорен на високи температури, на хабање, многу добар за користење како кујна, плотна за кујна сецкање, не можете да го оштетите, а исто и за зиди. сео? Да, комплетно секи ти изработено. Од кујни до плакари, све со механизми. Да, ќе ги избереме материјалите, механизмите посебно. Во суштина ние го завршивме делот со визуализацијата. Сега ние треба да ги цртаме техничките цртежи кои што треба да ги предадеме на нив. Добро. Они врз база на нашите технички цртежи ја работат разработката за изведба. У координација ние ви го изработуваме станот. Интересира која е процедурата после ваша, да не објасните, и колку време треба да речеме да дојдеме до нека финална фаза. Откако ќе ги дефинираме техничките цртежи, материјалите конкретно, не треба неколку недели да пуштиме се по производство.
и отпосле, Добар рок. Така? откако се зависи кога ќе дефинираме. Слушна Лука? Тоа се зависи уствари од Да. нас, ние сме секогаш кривите. Абе, вие не ни дефиниравте тогаш на време. Кога ќе ги имаме дефинирано точно техничките цртежи, веќе полесно ќе биде. Веќе е наша работа и почнуваме со работа. Мене ми е многу кејф што се споивме вака и некако чувствувам дека работата тргна, Енергијата е таа. енергијата е Се таа. споивме енергетски. Се споивме, чим сме со Јубис, ја мислам дека нема утка. Не, проектот е Се предобар, свиѓа така проектот? да. Преубав е, мислам дека прибава ќе изгледа. Вака, Сум, не мислам, сигурна сум. па и чиме со вас. Ние се радуваме вака во оваа фаза, ама најмногу се радуваме кога ќе ве вселиме и окей, добро, и ќе идеме да Ја ќе се радам кога се вселиме највише. чисто да знаете, се радуваме сите. Ништо, фала ви многу за одвоеното време. Еве, почнуваме. Исто и на вас како гледачи, фала ви што го гледавте ова цело видео. Кратко, објаснете сега што следува како процедура, Лука, сакаш ти сакате заедно. Па пак повторувам, све зависи од нас. Нели, ние сме тие што ги влечеме конците у сите фази, така да следно Кажавме, ќе ја покажеме терасата. терасата и повторно состанок со нив каде што ќе ги презентираме техничките цртежи, каде што вистински ќе ги одбереме крајните материјали со кои што понатака ќе го реализираме проектот. Фала ви на сите, фала ви на вас што гледавте. Ќе кажеш ти за крај нешто? Не. Кажи, стрекна сум, медвеј чекам, лайк, subscribe, share. Лайк, subscribe. Се гледаме во ново видео. Јас искрено се надевам дека ете ваков тип на видеа ќе ви бидат од помош на сите вас кои што сте заинтересирани сега или во иднина да го направите истова. Верувам дека многу млади не гледаат, но меѓутоа и возрастни кои што секако подготвуваат нешто вакво слично. Се Тоа гледаме. не е процес кој што сите го мрзат, него тоа е процес кој што ние ги водиме и го леснуваме живот. Процес на уживање. Да, многу ни го леснуваат животот. Чао.